Добар ден, поздрав од Струмица, општина во југоисточна Македонија, најголемиот економски, културен и политички центар во овој регион. Струмица ја има Беласица, карневалот, мастиката, неповторливите водопади како заштитен знак и уште многу други препознатливи и уникатни нешта по кои е се попозната не само на македонскиот, туку и на европскиот пазар. Каква е европската перспектива на оваа општина на чија плодна почва се раѓаат највкусните градинарски култури во Македонија е тема на овој ЕУ карван низ Македонија. Учесници во неа се актерот Борче Начев, архитектот Александар Цицимов од Струмичкиот карневал, бизнисменот Љупчо Јовановски од млекарницата Јока. За жал, почитувани гледачи, со нас вечерва во емисијата не е и градоначалникот Зоран Заев. Тој околу пладне денеска го откаже учеството во емисијата поради неодложни обврски во Скопје. Представник на општина Струмица во оваа емисија ќе биде секретарот на општината Кирил Парталов. Господа, добре дојдовте во емисијата ЕУ карван низ Македонија. Пред да ги слушнеме вашите размисли и ставови на темата, предлагам да го видиме профилот на општина Струмица, што го изработи колегата Миле Ристевски. Гостопримливост и насмевка. Ниеден добронамерник од Струмица не заминал незадоволен од приемот на струмичани кои гостопримливоста ја имаат како главна одлика. А добре дојде во Струмица, градот со над 35.000 жители, прва ви посакува струмичанката под маска. Една од најпознатите манифестации е Струмичкиот карневал, кој е меѓу 20-те најдобри во светски рамки. А Струмица се развива. Во неа функционира и посебното оделение за европски инвестиции, кој ги следи трендовите, аплицира и се труди струмичани да се чувствуваат европски. Близината на две држави од Европската Унија овозможува градот да ги користи предпристапните фондови. Преку ИПА фондот за пречистителна станица вложени се 9.800.000 евра. За заштита на природното и културно наследство одвоени се над 324.000 евра. За развој на алтернативниот туризам употребени се 134.000 евра. Се соочуваме со различни проблеми, пред се во поглед на усогласување на нашето законодавство со европското. Меѓутоа, морам да напоменам дека општина Струмица во изминатиот временски период презема значајни активности за подобрување на институционалниот и кадровски капацитет за поголемо искористување на предпристапните и кохезионите фондови од Европската Унија. Струмица е град кој вложува во гасификацијата. 20 километри мрежа е поставена. Општинските објекти и училиштата веќе се приклучени. Велат имаме виртуелен гасовод, бидејќи гасот го складираат во станици, па го испорачуваат до потрошувачите. Со вкупен капацитет од 9,6 мегавати и уште првата година се направи доста солидна заштеда од некаде 10 милиони денари минимум. Наредната година продолживме со несмалено темпо и веќе ги приклучивме првите домакинства, кои што исто така го осетија бенефитот на природниот газ, а исто така морам да напоменам дека голем е бенефитот за граѓаните, може да приметите во Струмица воздухот е чист, не е загаден, значи веќе голем број на оџаци што загадуваат, не загадуваат. Ние системски се движиме и понатаму со изградба и проширување на мрежата. Сепак, како недостаток е тоа што Струмичкиот регион, иако е богат со руди и неметали, не е до крај истражен за посериозна експлоатација на природните богатства. Од друга страна пак, на градот под Беласица му недостасува алтернативниот туризам. Направени се патеки и навигацијски систем за нив, но промоцијата ја нема.
Иако локалните власти размислуваат, се подготвуваат, се чини треба поголема акција. Тука се двата манастири во Водоче и Велјуса, кои пленат со духовност и спокој. Сега се реставрираат и царевите кули над градот, а археолошките локалитети како да се подзаборавени. Поетот и мој колега новинар, Ѓорѓи Калајџиев вели, преку културните манифестации, Струмица е во Европа. Горте на карневалот, на Астерфест, на театарскиот фестивал Ристо Шишков. Вели му недостасува поетски фестивал. Струмица се обидува да ги негува сите тие културни вредности и да го следи вкусот на струмичани. Значи струмичани бараат култура и Струмица е должна тоа да им го даде. Се што се случува од Струмица од областа на културата, но и од други дејности се случуваат стихино само за себе. Сметаме дека со една стратегија за развој на културата во Струмичкиот регион, во која ќе учествуваат и државата и државните институции, и локалната самоуправа и локалните институции, но и креативците и невладините организации и организациите од областа на културата кои делуваат од општината и регионот, може да се направи една убава стратегија за развој на културата. Останува замисленото да се реализира, да се вложува во се што значи зголемување на квалитетот на живот на струмичани, кои со своето гостопримство едва ги убедив дека мора да заминеме со екипата веднаш после снимањето. Струмица, град во близина на две земји членки на Европската унија. Од карневал до струмичка мастика. Ако сакате добра забава, тогаш Струмица не смеете да ја одминете. Безмалку сиот потенцијал на Струмица, собран во изминатите неколку минути во прилогот, го видовме. Господа, според што друго, освен географски, Струмица е европски град, ве молам на прва, со неколку асоциации, со првата асоциација со неколку збора. Начев, повелете вие први. Благодарам. Еве, како што беше испомнато во прилогот, Струмица има еден престижен театарски фестивал, фестивалот на камерен театар Ристо Шишков, и од пред неколку години го имаме Астерфест, филмска алијанса, или како е точниот наслов сега на фестивалот. Мислам дека тоа се работи кои што се дел од тие европски вредности, кои што се стремат да бидат уште подлабоко да навлезат во европските вредности. Цицимов, ете актерот ги спомна двата, филмскиот и театарскиот фестивал. Вие веројатно ќе се осврнете на Струмичкиот карневал. Добро, тој беше повеќе пати споменат и ние со карневалот сме веќе одавна во Европа. Еве ова година славевме 20 годишен јубилеј од нашиот прием во Европската асоциација на карневалски градови. Меѓутоа, за мене Струмица е во Европа многу поодамна, со векови, бидејќи на територијата на општина Струмица се наоѓа културно наследство кое е од светски значај, да не кажем од европски. Беше споменато во прилог од Водоче, Велјуса. Да не заборавиме дека тука се римските терми. Значи, европската цивилизација многу одамна е присутна во Струмица. Парталов, вие пошто ве асоцира Струмица најмногу на Европа? Така, започнавме од културните манифестации кои дават европски признак на Струмица, меѓутоа мораме да кажеме дека Струмица во изминатиот период доживеа вистинска ренесанса. Пошто се гледа таа ренесанса во Струмица? Од повеќе аспекти. Прво морам да спомнам дека оваа ренесанса се го доби предзнакот преку изграденоста, односно преку инфраструктурното уредување на градот Струмица, меѓутоа морам да ги спомнам и населените места кои што во голем дел учествуваат, така што целата општина Струмица веќе добива презнак европски. Во една заедничка спрега граѓаните проевропски ориентирани, со еден градоначалник кој што е проевропски ориентиран и општинска администрација која што има капацитети, професионално одговорна и транспарентна, се донесе до тоа да општина Струмица во моментот на вистина ги добие сите овие предизвици, предзнаци на европска ориентирана општина. Сето тоа што во изминатиот период од аспект на инфраструктура беше изградено и тоа кој што и граѓаните го препознаваат во општина Струмица и како општина која што е стандардизирана како администрација,
доведе до тоа да општина Струмица навистина го има тој презнак. Господин Јовановски, рековме културно, археолошки, културно наследство, според инфраструктурата, Струмица е европска општина, дали е таква и во бизнисот? Граѓаните на Струмица одамна ги препознаа европските вредности, така и го живеат животот во тој стил, ги употребуваат манирите европски. Исто во бизнисот се употребуваат и во своите професионални односи, ги употребуваат европските практики. Тоа е процес кој трае, се надевам ќе биде заокружен со влезот на Македонија со тој општината во Струмица, плюс и ќе ги промовираат вредностите кои потекнуваат изворно од Струмица и ќе се добри практики и носат традиција во себе. Со тоа ќе се заокружи. Така. Ги слушнавме вашите размисли, а сега да ги чуеме и размислувањата на жителите на општина Струмица на прашањето што за нив представува европска вредност, што очекуваат од членството на Македонија во Европската унија. Струмица е навистина европски град. Со оглед на инфраструктурата и на сето тоа што не обкружува, очигледно е дека е европски град. Па, за разлика од некои други градови во Македонија, мислам сме европски. Се приближуваме како европски град. Со сите ги гледате, еве, центарот, инфраструктурата, само малку, еве, и вие само запазувате тука за, кажи го, сообраќајот, ама и тоа како што слушам дека во некој краток рок ќе биде. Што според вас? А на ниво на Европа тука негде средно. Според вас и недостасува ли нешто? Па сигурно дека има и одредени недостатоци, меѓутоа лично сега не можам да се сетам на некој од нив. Значи за нас Струмица е добро, што може да кажем? Ме боли тоа што во Струмица нема ни еден спортски клуб од повисок ранг, да кажеме Беласица и другите екипи. Хигиена. Значи градска хигиена. Хигиената на луѓето. Очекувате ли состојбите да се подобрат кога Македонија ќе влезе во Европската унија? Очекувам. Што очекувате? Па, мислим кога ќе влезе по-добри стандарди ќе има по-добри пензии, ќе има по-добри плати на човеците. Во почетокот не очекуваме Бог зна што. Ништо подобро од сегашното сега што е кај нас тука во Струмица. Може би ќе биде нешто подобро, али во по-касните години. Ете, на некој од жителите на Струмица му недостига спортски клуб од европски ранг. Колегата Миле Ристевски вели, ако сакате добра забава, не заобиколувајте Струмица. Господинот Јовановски овде представник на млекарата Јока. Дали млечната индустрија во Струмица е на европско ниво? Кога зборуваме за млечната индустрија, мора да имаме на ум дека таа ја сочинуваат повеќе чинители во млечната индустрија. Тука не се само преработувачите на млечни производи, тука се вклучени и примарните производители, тука се и институциите кои регулираат таа проблематика. Мое тврсто убедување дека тој сектор се движи во правец на тој сектор во некоја мера ги исполнува, во поголема мера ги исполнува, сите поединечно различно на некој ниво, но се надевам со пристапот до Европската унија сите ќе ги задоволуваме стандардите и од сето тоа, со влезот во Европската унија, убеден сум дека млечниот сектор во Европската унија ќе продуцира и понатаму профит, ќе продуцира развој, ќе продуцира квалитет. Парталов, дали како општина која е во близина на две земји членки на Европската унија имате предност при аплицирањето и добивањето на европските фондови? Какво е вашето искуство во овој сегмент? Да, секако дека во изминатиот период општина Струмица како пограничен регион кој што граничи со две држави членки на Европската унија имаше одредени предности во аплицирањето према европските фондови. Ние сите тие предности ги искористувавме и во пограничните и во она што значи соработка со Република Бугарија и со Република Грција. Во натамошниот период се отворија кога се создадоа условите со Законот за равномерен регионален развој
тогаш самите региони почнаа да учествуваат во самото тоа аплицирање во европските фондови, меѓутоа Струмица пред се. Не мора да значи тоа дека самата местоположба значи и само по себе успех во аплицирање во европските фондови. Морам да спомнам дека подготвеноста, спремноста, аплицирањето зависи и од многу други фактори, а пред се и од проектите кои што значат аплицирање во овие фондови. Значи, општина Струмица како администрација, подготвена, професионална, административно и во рамките на своите надлежности успешно аплицираше во неколку од овие фондови преку Европската Унија. Тоа значи самата општинска администрација беше таа која што ги вршеше овие подготовки. Во изминатиот период општина Струмица значи некаде околу 12 милиони евра искористи или е во фаза на искористување од овие европски фондови. Цицимов, карнавалот, како што кажавте и во првото излагање, стана заштитен бренд не само на Струмица, туку и на Македонија и пошироко. Колку тој е познат во Европа и колку е организиран по урнек на европските карневали? Например, кај нас во Македонија е познат оној карневал што се организира во Келн, Германија во секој февруари. Колку се нештата слични, а колку различни кога ги споредуваме карневалот во Струмица и оние во Европа? Па така, значи, веќе рековме да не се повторуваме, Струмичкиот карнавал е навистина наш бренд. Да го споредуваме со европските карнавали, не би било, ќе биде нескромно ние тоа да го правиме, меѓутоа ќе се послужиме со тоа што други го направиле. Уште пред неколку години во списанието на Советот на Европа Струмичкиот карневал беше препорачан меѓу 10 карневали во Европа кои обавезно треба да бидат посетени. Значи, Европската Унија преку својот списание го препорача и го препозна Струмичкиот карневал како европски бренд. Што се однесува до споредбата со карневалот во Келн, не би можел да кажам, бидејќи иако имаме соработка со луѓето од Келн на ниво на Федерацијата на европските карневалски градови, еве и мојот претходник во бордот беше од Келн, иако повеќе пати бев повикуван да отидам во Келн, за жал, совпаѓањето на карневалите, односно датите, сега пак поважен е нашиот карневал, не можевме, меѓутоа може, ние учествувавме на многу други европски карневали. Но не секој се совпаѓаат, нивниот е стрикно во февруари, нашиот зависи од... Да, зависи, меѓутоа и нивниот баш во Келн е се совпаѓа, не е тој врзан со католичките, келнскиот е некако поврзан со нашиот, не знам од кои причини, бидејќи тоа секојаш кога сум бил поканет, се совпаѓал со нашиот. Меѓутоа имавме ние прилика и многу европски карневали да учествуваат тука, почнувајќи од далеката Финска, значи од Хелсинки карневалот имавме учесници, група во Струмица, имавме од Ирска, имавме од Комотини од Грција, од Бугарија, Хрватска, Словенија, редовни учесници, така да ние сме апсолутно докажана европска дестинација и европски бренд, бидејќи покрај тоа што бевме вброени во 10 најдобри, мислам, кои препорачени карневали од Советот на Европа, еве пред 2 години списанието Travel News не помести меѓу 20 топ улични дестинации во светот. Така да мислам нема што да зборуваме повеќе дека сме афирмирани во Европа. Начев познат по Сенки, голем број други филмови, голем број театарски представи во Македонскиот народен театар, македонските народни приказки. Имате соработувано со европејци по разни основи, со голем број европски режисери и актери. Би ве замолил да направите паралела. Каква е разликата да се биде актер на македонската сцена и во Европа? Добро, да, соработки се случувале многу, ама на наш терен. И сега од таа дистанца како би можел јас да направам некоја споредба. Која е разликата помеѓу македонските и европските актери? Знаете како мојот професор на академија викаше дека да се сретнат, не знам, актер од Токио и актер од, да речеме, најпровинциското место, ќе се препознат и нема да имат никаков проблем за комуникација. Разликата според мене во тоа е што европските актери поседуваат, да речеме, една самодисциплина која што во нашата професија е и такако важна, додека кај нас тоа е малку ми се чини запоставено. Зборувам од моје лично искуство сега. Може би нашите актери се поголеми уметници.
Или поголеми боеми, во која смисла? Кој како и да дојде од страна, еве, конкретно од Европа, го препознава тоа и главно го воочува тој проблем. Вели, вие сте многу поталентирани од сегде кај што сум одел и кај што сум работел во Европа, ама ви фали само дисциплина. Пак ќе речем, тоа го зборувам од лично искуство, без да навредам никој од колегите. Јас комплетно се согласувам. Последен пример беше, например, последната премиера што имавме во театар, работевме со еден од водечките имиња во Европа, еден театарски режисер кој што се вика Андри Жолдак. Тој живее и најчесто работи во Германија, а и секаде во Европа. И тоа се конкретно негови зборови, дека овде фали само дисциплина, фали организираност, фали точност, фали посветеност е веќе друга работа, тоа е нели индивидуално. Така да тоа е некоја разлика генерална што јас би ја направил. И нормално европските актери се нели ако веќе одиме во тој дел се многу поплатени отколку што сме ние овде. Како што и се претпоставам во земја. Во секоја струка. Почитувани гледачи, го следите ЕУ караванот низ Македонија, општина домакин е Струмица, а емисијата се реализира во живо од хотел Сириус. Ве поканувам да земете учество со ваш коментар, прашање до некој од гостите, додека ги очекуваме вашите јавувања на нашиот Facebook профил ЕУ караван низ Македонија. Збори давам на публиката, луѓе од Струмица кои ќе постават некое прашање до некој од вечерашните учесници во неа. Ве молам, представете се и поставете го прашањето. Јас сум Надица Патрикова. Би сакала да поставам прашање до секретарот на општина Струмица. Општината има неколку природни реткости, археолошки локалитети, културни манифестации. Кој од нив е најголем бренд и како да стане познат широм Европа? Благодарам. Добро, тешко е да се издвои еден посебен бренд од сите овие кои што значат природни реткости во општина Струмица. Тука би ги посчил манастирите кои што се во Струмица, во Водоче и во Велјуса, би ги посчил светите 15 тивериополски маченици, термите во Банско, така што не постои можност да се издвои еден бренд кој ќе се дојде во Струмица задолжително е убаво да се видат сите овие природни реткости кои што секој на свој посебен начин има посебна убавина. Како да се постави овој бренд општина Струмица на неколку пати и неколку начини, еве и овој последниот обид што го направи преку ИПА фондовите, добивме нели 130.000 евра, од кои што извршивме промоција на овој алтернативен туризам во заедничка спрега и интеграција со тоа што го правиме како културни манифестации во Струмица, за да извршиме една промоција на овие наши брендови во Струмица. Значи, туристите доаѓајќи во Струмица да ги посетат овие културни манифестации кои што се во Струмица, почнувајќи од карневалот, па се до сите спортски манифестации, театарски манифестации, истовремено ги посочуваме да ги посетуваат и овие културни и овие историски споменици кои што се на територија на општина Струмица и на тој начин истовремено вршиме и промоција на овие знаменитости. Дали сте задоволни од одговорот? Одиме со следното прашање од публиката, повелете. Јас сум Филчева Кети, доаѓам од Сдруженијето Борка, тоа е Сдружение за борба против рак на дојка и сум координатор за град Струмица. Моето прашање е упатено до секретарот на општина Струмица. Кои се најважните инфраструктурни проекти што ќе се реализираат во наредниот период, а кои на градот ќе му дадат уште поевропски лик? Благодарам. Да, значи Струмица веќе го има препознатливиот европски лик, меѓутоа никогаш не е доволно. Секогаш постои нешто кое што мора и треба да се изработи, не само во смисол да се добие ликот на самиот град, туку да се добие и во функционалноста на самиот град, тоа што значи квалитетно живење на граѓаните. А секогаш тука го имаат последен збор самите граѓани. Тоа што е во наредниот период зацртано во програмите на општина Струмица, тоа е до завршување на проектот на Цареви кули, веќе е во реализација втората фаза од реконструкција, реставрација и конзервација на Царевите кули во Струмица. Паралелно
Со завршување на втората фаза на овој проект се работи на техничка документација на проект за изготвување на трамвајска линија од поврзување од градот до Царевите кули, со што ќе се даде можност за посета на овој локалитет од страна на граѓаните и секако со овој проект во наредниот период ќе конкурираме према европските фондови за негова конечна реализација. И на крај би завршил со еден многу важен проект кој што е во фаза на реализација, а тоа е пречистителната станица во општина Струмица, кој што исто така преку европските фондови е во фаза на негова подготовка се до конечна реализација. Сметам дека одговор заслужува и гледачот што на некој начин учествуваше во анкетата што ја видовме пред малку и ќе си дадам за право во негово име да го поставам и прашањето до било кој од вечерашните учесници. Кога Струмица како општина ќе добие и спортски клуб кој ќе биде познат не само во македонските, туку и во европските лиги. Порано фактор во спортската лига беше ФКБ Ласица. Каде е сега? Не може да кажеме дека немаме талентирани спортисти, напротив, тука има многу познати фудбалери и други спортисти, имаме млади актери. Што е со спортот во градот? Повелете, кој се чувствува Ако зборуваме од аспект само на фудбалот, ворете Беласица. Значи не се наоѓа на посакуваното место она кое што го заслужува од сите струмичани. Меѓутоа, во ракометот, во одбојката сме шампиони, во кошарката, значи во останатите области во спортот, навистина Струмица го има ова на достојно место. Во наредниот период, јас се надевам дека ќе излезат многу нови пандеви, Академијата Пандев веќе функционира и создава нови млади спортисти кои што во наредниот период јас се надевам дека и Беласица ќе ја донесат на она посакувано место од ова поставено прашање кое што беше од нашиот гледач. Меѓутоа, еве во поширокиот регион тука го имаме да ни ја спаси честта Хоризонтот Турново, кој што е исто така во нашиот струмички регион. Си го сметате за ваш? Па тука е во нашиот регион. Така, повелете со следното прашање од публиката. Јас сум Сладжана Пандева, би сакала да прашам како да привлечеме уште повеќе туристи во градот. Благодарам. Да му дадеме збор на бизнисменот, може би има по-добра идеја, бизнес идеја некој или до кога го може било кој да одговори. Тоа привлекувањето на туристите во градот, јас би кажал пред се зависи од инфраструктурните поврзаност на градот. Кога би имале ние добра инфраструктура, железница, аутопатишта кои ќе комуницираат меѓу Струмица, Солун, Софија, кога би имале една железница каде за 1 сат ќе стигнеме до Солун, за сат и пол до Софија, во тој случај туристите, па и до Скопје на 100 км, да, и во до Скопје за 1 сат. Во тој случај сигурно дека и бизнисот ќе оди понапред, ќе биде можноста поголема за искористување, а исто така и туристите побрегу и во поголем број ќе бидат присутни одека во општината. Главното е инфраструктурата, значи на таква поврзување. А ги има голем број елементи кои се интересни за луѓето од околината да дојдат да ги посетат, што би значило туризам. Сладјана, ако сте задоволни одговорот, ја ви бе прашал како млад човек каква е вашата европска визија за европска Струмица и која европска вредност ја споделува градот во кој живеете? Не знам што точно. Како живеат младите во Струмица? Како живеат? Па од секогаш е било одлично, значи сега и за излегување, значи дружба. Ги споделувате европските вредности, така? Да, мислам, да. За сите вкусови, значи има Така. Ви благодарам многу. Одиме со прашањата од нашиот Facebook профил, ве молам да ги погледнеме. Имате ли во општинската администрација доволно стручни луѓе за аплицирање на обемните и комплицирани апликации за пари од европските фондови? Прашање за представникот на општината, секретарот. Повелете. Да, значи тоа малку беше спомнато и увидот во рамки значи на општинската администрација. На некој начин веќе го одговорив тоа прашање. На некој начин беше веќе и одговорни абсолвирано, значи постои специјализирано одделение кое што ја врши таа доста професионално настроено. Одиме со следното прашање од нашиот Facebook профил. Колку се фирмите во Струмица подготвени за европска конкуренција? Јовановски, повелете. Фирмите во Струмица одамна
ги користат европските практики во своето работење. Тоа е доказ и тоа што голем број од фирмите се веќе познати и надвор од границите на Македонија, извезуваат во Европа. Тоа се фирми од областа на градежништвото, од областа на конзервната индустрија. Тоа е доказ дека луѓето работат по европските стандарди, во Струмица се работи по европските стандарди и се применуваат европските практики. Свесни се за таквиот начин на работење и во секој случај се спремни за европскиот пазар. Ви благодарам на одговорот. Познатата струмичка мастика повеќе од половина век е заштитен знак на градот. Во меѓувреме станува и национален бренд на кој му се припишуваат и лековити својства. Иако се подготвува на природен начин, таа не може да се пробие на европскиот пазар. Во прилогот на колешката Сунчица Николовска ќе видиме зошто. Струмичкиот регион е најголемиот производител на храна во земјава. Надалеко е прочуен пораниот зеленчук, вредните земјоделци и чистата еколошка средина. Но и покрај долгогодишната традиција во аграрот, мал е бројот на земјоделците кои го чувствуваат бенефитот од европските пари за рурален развој. Тука средствата од ИПАРД повеќе се користат за инвестиции во агробизнисот. За поставување ладилници според европските стандарди во откупно-дистрибутивниот центар Евромак се употребени околу 170.000 евра пари од ИПАРД. Собствениците велат дека со модернизирање на компанијата станале поконкурентни на пазарот. И со тие средства ние набавивме комори и предкомори заедно со сите други компоненти. Тоа ни беше потребно, бидејќи во сезона соработуваме со големи супермаркети и тие бараат висок квалитет на производите. Околу 500 струмички земјоделци кои се работуваат со Евромак имаат сигурен пласман на производите. Од тука овошјето и зеленчукот произведено на струмичките ниви по стандардизирани правила за квалитет се извезува на европскиот пазар. Купната извезена количина оваа година изнесува околу 20 милиони килограми. Како пазар со кој што најмногу соработуваме е Русија, вклучувајќи и Белорусија, Германија, Холандија, Чешка, Србија, Бугарија и Босна. Познатата струмичка мастика повеќе од половина век е заштитен знак за градот. Но овој национален бренд му се припишуваат и лековити својства. Се произведува на природна база, но се уште не може да се пробие на европскиот пазар, каде што доминантно место има грчкото узо, вели Васе Митев, првиот човек на Гроз Струмица. Освен во поранишните југословенски држави, каде што мастиката се уште е популарен пијалак, извозот во Унијата оди тешко. Пробивањето на овие пазари е доста тежок проблем, тежок во смисол затоа што посебно жестоките алкохолни пијалаци како што е струмичката мастика подлежи на големи акцизи. Македонија како држава е многу мал пазар со многу силни брендови во Република Македонија, кои што сите ние мораме да се потрудиме да го бараме решението надвор за поголем профит и поголема среќа на нашите вработени. Во локалните економски зони единствена Гринфилд инвестиција од купниот центар на Хрватски Агрокор. Од општината велат дека нудат поволни услови за инвестирање. Прават напори да привлечат странски и домашни фирми кои ќе ја приклучат Струмица на патот кон развојот. Имаме 4 нови индустријски зони кои и 4 урбани блока кои се подготвени детални урбанистички планови со подготвена инфраструктура. Општината нуди повеќе поволности во зависност од обемот на инвестиција, од луѓето, од бројот на нови вработувања кои ќе се реализираат со инвестицијата. Во Струмица има повеќе од 8.000 хектари обработливо земјиште. На богатото струмичко поле најмногу се одгледуваат пиперки, домати, краставици, зелка, компири и бостан. Застапено и оранжериското производство, кое благодарение на термалните извори бележи постојан раст. Во средното училиште Димитар Влахов се бара место повеќе за земјоделските струки. Тука се создаваат кадри кои се важни за развојот на регионот. Младите се образуваат и продолжуваат да работат на семејните имоти, фарми и оранжери. Целта и нивна на децата е што подобро да се усовршат и да бидат што покорисни за сопствениот бизнис.
Малите и средните предпријатија во Струмица се носители на економскиот развој. Најмногу вработување има во преработувачката индустрија, градежништвото, трговијата и угостителството. И покрај големиот предприемачки дух на населението, се уште голема пречка за напредок на регионот е недостатокот од странски инвестиции. Во Струмичкиот регион се присутни сите природни услови за развој на земјоделието, но тоа се уште не е доволно искористено. За локален економски развој постојат можности за производство на здрава храна, развој на сточарството, како и отворање фабрики за финализирање на земјоделските производи. Цицимов, ги спомнавме фестивалите Шишков, Астерфест, го спомнавме карневалот. Кои други манифестации културно-забавни не достигаат на Струмица? Покрај тие, мислам дека во склоп на Струмичкиот карневал ние имаме уште една позната манифестација, веќе од светски ранг, традиционална повеќе од 15 години. Тоа е интернационалниот фестивал на карикатура и афоризам со постојана тема карневал и секс, бидејќи, како што знаеме, Струмичкиот карневал има своји еротски елементи. Од тука и земена темата, значи до сега заборавивме да го споменеме, тоа е исто еден бренд Струмички. Мислам дека Струмица ги има скоро сите манифестации, меѓутоа мислам дека тие треба да се прошират на европско ниво, значи како што Струмичкиот карневал отиде далеку од своите граници, мислам дека и другите манифестации и мислам дека е потребно поголемо присуство на европски актери, уметници, овие репродуктивни уметници да доаѓаат почесто во Струмица. Значи, имаме два фестивала, еден филмски, еден театарски, имате талентирани актери, глумци во Струмица, наскоро ќе добиете и нова репрезентативна зграда, објект, нов театар. Што друго ви недостига како уметник вам во вашиот роден град? Што недостига? Па не знам, ја прво би го посочил тоа што, например, Струмица нема редовен кинорепертуар. Мислам дека Струмица има публика за такво нешто и мислам дека тоа е голем минус. Затоа што јас се сеќавам последен пат негде 90-тите, мислам, се повозрастните нека ме поправат, тогаш имавме редовен кинорепертуар и например, јас 3 пати неделно одев во кино. Тоа е главно што сега прво ми текнува. Друго, па не знам, како што рековме, имаме театарски фестивал, имаме филмски фестивал, фестивалот на карикатура, карневалот е тука, да не заборавиме да спомнеме ликовната колонија, која што исто од европски рамки и секоја година учествуваат врвни европски уметници. Парталов, кога ќе може Борче Начев да оди 3 пати неделно во кино? Кога ќе овозможи? Така сега, киното функционираше некаде до 2000 година, ми се чини, меѓутоа покасно во процесот на транзиција, во процесот на приватизација се загуби и не обстои да почне да функционира. Општината... Можеби тука најголема вина има пиратеријата и сето тоа, но... Подготвувате ли нешто на овој план? Можеби тука може да се искористи европската помош, за изградба на нова киностала? Навистина, тука може да се обстои, меѓутоа првин мора да се решат имотно-правните односи кои што постојат во самата киносала, значи во самиот објект кој што постои. Вакви обиди ние направивме во домот на Арама кој што е даден на управување на општина Струмица, направивме вакви обиди, меѓутоа во денешни услови и не постојат такви ентузијасти кои би се напатили навистина да ја вршат веќе таа дејност. Од друга страна, нели, веќе се повеќе се присутни другите средства. Дека не се работи можеби за ентузијасти, али доколку некој од бизнис секторот види интерес за таа работа секако... Па тоа се прашувам како некој бизнисмен не препозна тоа е празен интерес простор, еве трендовите се такви, доколку дојдат по анализи, ако се направат некои такви стручни, сигурно дека некој ќе се одважи и ќе го покрие тој празен простор. И од тоа ќе профитира секако. А во исто време ќе биде и залога за граѓаните на Струмица.
Знаете како кога растеше во моментот кога почна, нели, кога растеше пиратеријата и сето тоа и кога дојдовме до момент кај што можеш секој филм да го спуштиш од интернет и се да видиш, се е достапно, тогаш умре киното, не само во Струмица, во цела земја. Ама друго е тоа што на пример технологијата со брзина на светлината оди напред и на пример една модерна киносала би било добро да се има, кој што на пример дома не може да ти го пружи тоа задоволство. Дома можеш да спуштиш филм од интернет и да гледаш се што те интересира. Ама, да речеме, 3D проекција со не знам каков сараунд и не знам каква друга технологија, не може секој да си дозволи дома. Така да, мислам дека сега е прав момент за инвестиција во една модерна киносала. Ивановски, имаат струмичани сен за предприемачки дух, сен за бизнис? Фактот што во Струмица има голем број на компании, екзистираат во моментот и тие работат повеќе од 20 години, а почнале со минимални средства, а голема желба и добра идеја. Таквите компании сега после 25 години се лидери во своите области, продуцираат профит, квалитет, заработка, возможуваат работни места. Во таквите компании веќе втора генерација ќе дојдат на управување, пошто се тоа семејни бизниси. Може слободно да кажеме дека струмичани го имаат тој сенс и во голема мера. Значи, в која европска вредност вам како млад човек ви остава најсилен впечаток и кој европски град од оние што сте ги посетиле е најсличен на вашиот? Па добре, јас Струмица не би ја дал ниту за еден европски град. Не знам, знаете како автентична, секоја европска држава си е автентична, така, да не збориме како тоа веќе по градови оди, секој град си има своја автентичност. Не би можел со точност да одговорам на тоа прашање, сега не знам, не би споредил тоа. Која е европска вредност? Па не знам, организираноста, пак ќе речам самодисциплината. Тоа е тоа што нам ни е потребно, како нација. Така. Парталов, во најавата спомнав дека општина Струмица има неколку збратимени општини, италијанска Пјаченца, Рејкјавик, ако не се лажам. Рејкјавик не знам како ви е влезен во таа. Така видов, прочитав негде на интернет. Кое искуство од тие збратимени градови или оние градови со кои соработува општина Струмица ги пресликавте овде и ги применивте кај вас во вашата работа? Така, бенефитите од оваа соработка секако дека постојат, ние ги пратиме овие европски искуства кои што ги имаат овие градови. И една таква соработка со неколку града од европските држави даде и една директна завршена задача. Се работи за стандардизацијата на општина Струмица, која како проект преку фондовите на Европската Унија во соработка со Турција и со Унгарија заеднички беше видена како искуство во другите останати општини во европските градови и беше примената во општина Струмица. За почеток беше стандардизирана општина Струмица со ISO 9001, а понатаму беше стандардизирана и во областа на управување со екологијата. Сето тоа во понатамошниот период видовме дека го прифати и останатите општини во Република Македонија, што значи најден и на добра практика и во Република Македонија. Меѓутоа и останатот кој што ние навистина го гледаме во европските градови, пред се деловното обкружување, соработката со деловни партнери од самите овие градови, во иднина очекуваме да дадат и други резултати на економско поле. Цицимов, кратко само, дали европските фондови може да се искористат за организација на карневал, за да се помогне во организацијата на карневал, за тој да се издигне, да биде не меѓу првите 10, меѓу првите 5 во Европа, например? До сега, за жал, не сме искористиле директно за карневалот европски пари, меѓутоа и мислам дека за организација на манифестации и подобрување на карневал такви средства не се доделуваат, бидејќи имаме направено некои обиди. Меѓутоа, јас имам една давнешна желба веќе до локалната единица за економски развој, доставив една идеја. Мој сон, ова година, наредната година ќе славиме 25 години од обновената организирана форма на Струмица. Мислам дека е време
да се поднесе еден европски проект за изградба на музеј на карневалот во Струмица или уште поточно карневалско село, кое што покрај музејот на карневалот ќе биде екипирано со неколку павилјони во кои што нашите извонредни карневалски групи ќе имаат простор да ги подготвуваат своите маски и мислам на тој начин ќе отидеме уште повисоко што е желба на сите. Така, еве, слушнавме модерни киносали, карневалско село, фудбалски клубови и други спортски клуби кои ќе прават парче и на европските терени. Почитувани, за жал времето за емисијата полека истекува, време е за завршните зборови. Ве молам во по неколку реченици кажете вашата визија за Струмица по 10 години од сега. Начев, повелете вие прв. Убаво ќе беше со некој друг да почнеш јас да смислам. Не знам, се надам за 10 години од сега, нели, пред се ќе бидеме ние членка на таа Европска Унија, па со самото тоа ќе видиме што тогаш во Струмица ќе се случува. Можеби конкретна визија. Како? 5 кинопремиери дневно, а не 3 неделно. Па и тоа не би било лошо, да. Или ФК Беласица во Лига на шампиони. Во Лига на шампиони. Цицимов? Па добро, јас сега уште преге сакав нешто да кажам. Ние имавме 5 пати на ден одење на кино, значи ништо ново нема да добиеме со 5 премиери. Рече тој по старите сигурно. Јас памтам дека имаше во Струмица по 3 представи дневно, значи правевме. Тоа е малце така. Добро, во 2024-та веројатно ќе го имате и карневалското село, што друго? Сакав да кажам, веројатно ќе имаме и киносала со сите оние модерни техники. Веројатно ќе се исполнат нашите желби, меѓутоа јас ќе кажам дека ако сами не запнеме и не направиме, не треба да очекуваме. Значи Струмица ние за 10 години ќе направиме европски град, без разлика дали ќе бидеме во Европската унија или не. Барталов, како ќе изгледа вашата општина во 2024? Моите ќе бидат најнескромни желби, затоа што од Струмица очекувам да биде најдобро и најпристојно место за живење и за работа, место во кое што ќе бидат решени најголемиот број од социјалните случаеви и на крајот место во кое што ќе има најмалку невработени лица, нешто кон што теждее цела Република Македонија, а пред се и општина Струмица, кое што најмногу своите капацитети и кадри ги насочуваат токму кон вработувањето. Јовановски, вашата бизнес визија за градот? Мојата визија оди во правец, во следниот правец Струмица, како на тромеѓето меѓу Бугарија и Грција, од сега па натаму за 3 години да дојде до договор кој ќе се одржи еден мини самит каде ќе се решат сите наталожени проблеми кои се пречка за нашето пристапување до Европската унија. Со тоа Струмица ќе се мапира на картата како туристички потенцијал, место кај што паднал еден од поважните договори за самата Европска унија и за тој дел од Балканот. Тука мора да нагласам од тој период па натаму за 3-4 години ако се направат инфраструктурните поврзувања меѓу Струмица, Солун, Скопје, како што реков и Софија, само по себе после 10 години Струмица ќе представува центар, бизнес центар за локалните компании, компаниите од поширокото обкружување ќе отвараат канцеларии, каде што ќе ги водат своите бизнеси и Струмица ќе стане простор каде што ќе се дискутира за спорт, каде што ќе договараат спортските работници турнири, надпревари. Тука би истакнал дека во тој случај би го искористил близината за 1 сат, моите производи ќе стигаат до Солун, каде што тоа го темелам на факти кои граѓаните кои веќе доаѓаат во Струмица и од Гевгелија, од Грција и од Бугарија, ги конзумираат моите производи. Значи, голема перспектива е патот и инфраструктурното поврзување. Господа, ви благодарам за учеството во емисијата и за вашите размисли. Струмица без дилема има европска перспектива. Се надевам дека и вие, почитувани гледачи, во изминатите 40 кусур минути се уверивте во тоа. Ви благодарам на вниманието и довидување идниот четврток од Крушево.